Канал 5 Централни вести ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите од денеска. Во Тибат се крои судбината на проширувањето на Европската Унија. Мицкоски на средби со Макрон и Мерц. Многу сум задоволен од тоа што разговаравме. Qui est évidemment celui de nos liens, qui est aussi celui des perspectives. Präsident Macron und ich haben einen konkreten Vorschlag. Радев ги повтори старите пораки. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. Што може да донесе нон-пейперот на Франција и Германија? На нашите граѓани да им го покажат најпластично моментот на пристапување во членство и придобивки од пристапување во членство. Како до високо образование според потребите на економијата? На економијата не и требаат само дипломи. Што конечно свативме дека без тоа не може да имаш конкурентен производ. 50 вработени од детската клиника 5 месеци работат без плата. Која е логиката? Работиме у здравство, а немаме здравство. Заврши самитот ЕУ Западен Балкан во Тибат, Црна Гора. Македонската делегација ја предводише премиерот Мицкоски, кој имаше две одделни средби со францускиот председател Макрон и со германскиот канцелар Мерц. Се вклучуваме во живо во Тибат. Афродита Рамос е таму. Афродита, добар ден уште еднаш од Скопје и повели да чуеме дали имаше некаков заклучок, односно генерално што е епилогот од самитот. Добар ден, Борче. Проширувањето е од круцијална стратешка важност за Европската Унија, но пристапниот процес останува базиран на заслуги и кредибилни реформи. Меѓутоа, се она што би можело да го забрза проширувањето, секакви идеи и предлози кои би го направиле пристапувањето подинамично, Европската Унија е подготвена да дискутира на овие идеи. Заврши самитот ЕУ Западен Балкан во Тибат, Црна Гора. Македонската делегација ја предводише премиерот Мицкоски, кој имаше две одделни средби со францускиот председател Макрон и со германскиот канцелар Мерц. Се вклучуваме во живо во Тибат. Афродита Рамос е таму. Афродита, добар ден уште еднаш од Скопје и повели да чуеме дали имаше некаков заклучок, односно генерално што е епилогот од самитот. Добар ден, Борче. Проширувањето е од круцијална стратешка важност за Европската Унија, но пристапниот процес останува базиран на заслуги и кредибилни реформи. Меѓутоа, се она што би можело да го забрза проширувањето, секакви идеи и предлози кои би го направиле пристапувањето подинамично, Европската Унија е подготвена да дискутира на овие идеи. Ова е накратко заедничката позиција на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта по одржаната завршна главна пресконференција по самитот ЕУ Западен Балкан овде во Тибат. Да слушнеме што имаат тие да порачаат на земјите кандидатки од регионот. Our discussion today showed our shared ambition to deliver as soon as possible on enlargement. That's why we are considering new ideas to streamline and accelerate the process, to increase trust in the European Union and increase the motivation of the Western Balkan partners. It will remain merits-based, but it must become more dynamic. You could hear it also from my friends here on the podium, because merits-based does not mean slow. Merits-based means fair and predictable. In other words, it means when reforms are delivered, then progress on the path of accession to the European Union must follow.
Борче, по самитот немаше усвоено заеднички декларации, а за жал на двете медиумски представнички од Македонија ни беше дадено можност да зададеме прашање за она што нас најмногу не засега, тоа е условот за уставни измени и секако бараните гаранции, но на почетокот од самитот премиерот Христијан Мицкоски порача дека Македонија ќе остане посветена на евроинтегративниот пат без при тоа да го загуби достоинството. Тој изрази задоволство од одржаните билатерални средби со германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот председател Емануел Макрон, кои се копредлагачи на нон-пейперот за забрзана интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Да слушнеме што изјави премиерот Мицкоски, како и тоа што има да кажат Мерц и Макрон за нивниот заеднички предлог. Имавме навистина, би рекол, прилично конструктивна средба. Многу сум задоволен од тоа што разговаравме. Ние се знаеме од рамките на Европската народна партија, но еве ова беше како прв, би рекол, состанок помеѓу два премиери. Јас сум исклучително задоволен од состанокот. Да, се разбира дека уставните измени ги прифати претходната влада и тие беа на тема на разговорот, но нашиот став е тој и ние заслужуваме многу повеќе од подпросечни политички медиокритети, како што беше претходната влада, ние креираат европската судбина и мислам дека голем дел од земјите членки на Европската унија тоа го разбираат. Nous avons proposé avec l'Allemagne, et on va en discuter dans un instant, qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement, quand un pays a avancé et a réussi à intégrer l'acquis communautaire dans un sujet, qui puisse commencer à intégrer les formats de l'Union européenne sur ce sujet. Donc on va là parler avec l'ensemble des pays des Balkans occidentaux sur cet agenda, qui est évidemment celui de nos liens, qui est aussi celui des perspectives d'élargissement et qui est très important d'un point de vue géopolitique. Präsident Macron und ich haben einen konkreten Vorschlag unterbreitet, wie wir jetzt in die nächsten Schritte gehen, wie wir die Erweiterung insbesondere um einige der Staaten des Westbalkans ermöglichen können. Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist, und das wollen wir heute diskutieren. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die wir beantworten müssen, die wir gemeinsam beantworten müssen, aber über alledem muss stehen, dass dieser Teil Europas in der Perspektive zur Europäischen Union dazugehört. Und wenn wir jetzt seit 13 Jahren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen haben, das zeigt, dass die Versäumnisse auch auf der Seite der Europäischen Union liegen. Афродита, таму е и бугарскиот премиер Радев. Па да чуеме каква порака испрати тој. Да, Борче, нема промени во бугарската позиција. Бугарскиот премиер Румен Радев и порача на Македонија да ги спроведе уставните измени, да исполни она што веќе било прифатено во преговарачката рамка и порача дека Бугарија се залага за интеграција, за пристапување во Европската унија, исклучително базирано на длабоки и темелни реформи. Да го слушнеме и Румен Радев. We have a very clear position. We need, and each country needs, to fulfill the Copenhagen criteria for membership. We cannot compromise the deep reforms, rule of law, human rights, good neighborly relations. This is what we are striving for. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. We have been waiting for them to finally amend the constitution and to write Bulgarians in their constitution. It is very simple. They need to do just this step to open the door for the negotiation process. Така, Борче, ова беа завршните информации од самитот ЕУ Западен Балкан, кој се одвиваше овде во Тиват, Црна Гора, и ги собра председателите на европските институции, лидерите на земјите, на бројни земји членки на Европската унија, како и секако лидерите на 6 западно-балкански земји на исто место. Студио. Така е. Афродита Рамос во живо од Тиват, Црна Гора, со сите детали од денешниот самит ЕУ Западен Балкан. Остануваме на темава и понатаму. Ако Македонија ги спроведува реформите со добро темпо, француско-германскиот нон-пейпер значи добра вест за земјава, смета аналитичарот Андреа Стојковски од Преспа институтот. Според него, тој ќе донесе голем број придобивки за државата, пред се економски, но сметат дека недостасува временска рамка.
Сепак, вели документот, не ги заобиколува уставните измени, кои што и натаму остануваат услов. Стојковски очекува предлогот на Мерц и Макрон да биде прифатен од сите земји членки на Унијата. Со него разговараше Ивана Стојановска. Господине Стојковски, дали германско-францускиот non-paper е добра или лоша вест за Македонија? Што ќе значи за евроинтеграциите на земјава и кои ќе бидат најголемите придобивки, доколку нели овој документ се усвои во рамки на Унијата? А може да биде и добра и лоша работа. Добра работа ако гледаме низ призма на забрзување и менаџирање на процесот. Лоша работа ако застанеме тука само во менаџирање на состојбата, бидејќи Унијата реално менаџира со состојбата во проширување од 2013 година, кога бил последното проширување, последното пристапување. Ако завршиме тука, тогаш реално е лоша работа. Ако ова успее да ни го поврзе моментот на реформи, хармонизација и интеграција во одредени сектори, кластери и така натаму, и тоа на крајот заврши со членство во некоја јасно утврдена временска рамка, тогаш е добра работа. Добро, кои точно ќе бидат придобивките од ваквиот предлог? Еве за прв пат се излегува со еден ваков предлог од две најголеми земји членки на Европската Унија. И сметате ли дека ваквиот non-paper, односно ваквиот документ, ќе даде и некаква дополнителна предвидливост на процесот на пристапување на Македонија кон Унијата? Се уште не зборуваме за тоа, за некаква предвидливост на процесот до мера кога сето ова ќе заврши. Бидејќи искуствово еве на Црна Гора, да не зборуваме за нас, бидејќи ние не можеме да се споредуваме. Ама преговори од 2012 година со можност за пристапување во членство од 2028, односно 2030 година, е навистина многу долг период. И сега замислете ако ние немаме јасно утврдена временска рамка која што ќе вели, окей, за првиот кластер преговорите ќе траат толку, придобивките се тие. Во оној момент кога ќе ги исполниме овие одредници, ќе можеме да преминеме во фаза на интеграција на целосна интеграција во тој кластер и ќе можеме да зборуваме за следниот кластер. Тоа е моментот кој што мене лично ми недостига, за да можам да кажам дека окей, ова ќе биде супер решение. Од другата страна на Унијата гледано, веројатно ова е начин како на нашите граѓани да им го покажат најпластично моментот на пристапување во членство и придобивки од пристапување во членство. Non-paperот зборува за тоа како ќе се менаџира процесот на проширување, односно политиката на проширување. Не зборува за тоа како ќе се менаџираат индивидуалните пристапувања. Не очекувам дека ќе има било какво поместување и промена на преговарачките рамки, затоа што тоа ќе значи промена не само на нашата, зошто побогу би биле ние исклучокот од политиката. Треба и нашата, и албанската, и црногорската, и било која друга, процеси кои што веќе завршиле или завршуваат. Самото потсетување на обврската кој што го направи вчера во изјавите е она што ние реално треба да го испрачаме. Така што тука апсолутно немам никаква дилема, нема да има никаква промена, барем кога станува збор за нашиот процес, ние ќе мораме да го испрачаме тоа на кое што сме обврзани и за кое што постои консензус во Унијата. Мешовитата Македонско-Бугарска историска комисија ја заврши својата 42 средба во Скопје на ист начин како и претходните, без никаков конкретен напредок или поместување во ставовите. Работата на историчарите веќе 6 години останува цврсто заглавена во 11 век и расправата за учебниците по историја за 7 оделение во Македонија и 6 во Бугарија. Прашање од кое што не успева да се помрдне ниту новиот состав по повеќе од година и пол мандат. Единствениот епилог од дводневните разговори е чисто административен, односно потпишување и усогласување на стенограмите и записниците од минатите состаноци. Во меѓувреме, работата на комисијата влезе и во нацрт извештајот во Европарламентот преку амандманот на Вајц, кој што иако го признава постоењето на различни толкувања, строго осудува секаков обид за замена на историски тези.
Следната средба за препораките за учебниците е закажана за септември во Софија, а дотогаш во сила остануваат само претходно донесените препораки за заедничко чествување на 5 историски личности. Скопскиот градоначалник најави дека ќе се набават нови камиони за собирање отпад, како и нови контейнери. Дали ветувањата ќе станат реалност? Очекуваме близу 40 возила за градот Скопје. Ова е, како што кажав, најголем инвестициски циклус во општините. Во продолжение за една добра вест за македонските граѓани. Амбасадорите на ЕУ го одобрија почетокот на преговори за укинување на роамингот со земјите од Западен Балкан. Ова иницијатива ќе им овозможи на македонските граѓани да користат мобилни услуги во Унијата по домашни тарифи. Брисел се надева дека договорите ќе се финализираат до крајот на годината. Дејан Трајковски. Од 2027 година повикот од Мадрид и користењето на интернет во Париз ќе вечини исто колку и во Скопје. Доколку иницијативата на Брисел заврши успешно, системот роаминг како дома ќе ги надмине границите на Западен Балкан. Одлуката најмногу зависи од Европската Унија, која во следниве 2 дена ќе започне преговори со секоја од земјите, а чија намера е земјите кандидатки од регионов да добијат предпристапни бенефиции, меѓу кои е и бесплатниот роаминг во Унија. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски оптимист дека Македонија ги исполнува предусловите, односно како што изјави за Канал 5, изготвен е новиот закон за електронски комуникации, па очекува да влеземе во преговорите, да потпишеме и ратификуваме договор и до година да го примениме системот. Наша обвртка беше апроксимација на законодавството кој што се однесува на законот за електронски комуникации и прилагодување со Европскиот код, директивата код или законот за електронски комуникации на Европската Унија. Ние тие чекори како влада веќе ги направивме, го утврдивме новиот текст на законот и го испративме во Европската комисија на мислење и по добивањето на позитивното мислење ќе го однесеме во собрание и ќе бараме тој да се донесе. Иако сите рокови зависат од Европската Унија, можам да кажам дека ние сме оптимисти дека целиот овој процес ќе се заврши оваа година и веќе во 2027 ќе имаме можност бесплатно да разговараме и да користиме интернет кога патуваме во државите членки на Европската Унија. Според Андоновски, проектот представува вид на визна либерализација во дигиталниот свет, од кој бенефит ќе имаат сите граѓани, но најмногу оние кои се во бизнисот имаат почести патувања. Овој проект представува еден вид визна либерализација во делот на дигитализацијата, што значи дека сите македонци кои патуваат во странство во Европската Унија, но и сите нашинци од диаспората кога доаѓаат во Македонија, ќе можат по иста цена како што плаќаат во нивните држави и тоа многу го олеснува и комуникацијата и патувањата, а најмногу му ползува и на бизнисот, затоа што тој бизнисот не познава граници во традиционална смисла. Во слична насока и СЕПА, каде пристапивме лани веќе функционира, а со тоа граѓаните добија помали провизии, парите од меѓународни трансфери побаргу стигаат, а онлайн купувањето од ЕУ компании се полесни. Бенефитот кај фирмите е помали банкарски трошоци при плаќања кон европски партнери, поедноставна трговија со компании од ЕУ и подобра конкурентност за извозниците. Со изведување материјални докази, во Кривичниот суд продолжи судскиот процес против 13 полициски службеници кои се товарат за тешки дела против општата сигурност, поврзани со пожарот во Пулс, во кој што на 16 март 2025 загинаа 63 лица, а 223 беа повредени. Пред судот беше изведен писмен извештај од Институтот за судска медицина за извршена обдукција на жртвите во пожарот. Ова е истиот извештај што веќе беше презентиран на главниот предмет за пожарот, што се води во судницата во Идрисово. Обвинителството презентира и медицинска документација и податоци за повредените што се јавиле за укажување медицинска помош по пожарот. Вештачења за 157 лица со тешки телесни повреди, како и оштетени кои добиле телесни повреди. Одбраната реагираше дека денеска изведените докази не се соодветно наведени во листата на докази. Високото образование треба да биде моделирано според потребите на пазарот на труд. Државата треба да стимулира креирање кадар за кој што индустријата има реална потреба. Ова беше кажано на стручна конференција во Стопанската комора. Детали од Сандра Спасовска.
Македонија не треба повеќе да произведува кадри кои само ќе го зголемуваат бројот на бюрото на невработени и млади кои ги подготвува за професии кои реално исчезнуваат. На земјата и требаат практичари, а не само теоретичари, порачаа учесниците на конференцијата во Стопанската комора насловена од диплома до компетенции. Универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски вели високото образование ќе треба да стане партнер на економијата и мотор на развој со програми кои се поврзани со реалниот пазар. Долго време ние во високото образование меревме успех со бројот на запишани студенти, со бројот на факултети и со бројот на издадени дипломи, но денес мора искрено да признаеме, на економијата не и требаат само дипломи. И треба знаење, вештини, иновации и носечки кадар. И нас ни треба реално нова генерација на инженери, технолози, IT експерти, машински електроинженери, енергетичари и да не набројувам, значи ни требаат практичари, не само теоретичари. И во следните 10 години ќе победуваат државите, а таму треба Македонија да се најде, каде што има продуктивна индустрија, технолошка адаптација, собствени иновации и стручен кадар кој создава додадена вредност. Учесниците на конференцијата децидни студиските програми мора да се креираат заедно со стопанството, ако државата сака да оди напред. Од Стопанската комора потенцираа дека не сме академијата и бизнисот да живеат во различни светови. Нашите приоритети сега се образованието, извозот и инфраструктурата. Затоа што конечно свативме дека без тоа не може да имаш конкурентен производ. Ако имаш конкурентен производ, ќе се бориш на европските пазари. Ако немаш, ќе изгубиш битката. Продуктивноста која ни е на најниско ниво, дисциплината која ни е најниско ниво, може да се реши само на еден начин, со високо професионални луѓе и со високи примања. Ако тоа не го направи Македонија, си подпишала смртна пресуда. Целта на денешната конференција беше да се отвори национален и регионален диалог за трансформација на високото образование во функција на економски развој, конкурентност и иновации, како и создавање на квалитетен кадар, но и задржување на младите во земјава. 50 вработени во детската клиника 5 месеци работат без плата и денеска протестираа пред Министерството за финансии. Тие бараат итна исплата на заработениот труд и трајно решение на нивниот статус. Од раководството на болницата алармираат дека без овој кадар функционирањето на клиниката е сериозно загрозено. Сања Трајковска-Ставров. 50 медицински сестри, техничари, лаборанти, административци 5 месеци одат на работа во клиниката за детски болести без пари. Тоа денеска не го направија и наместо во клиниката да асистираат за болни дечиња, застанаа пред Министерството за финансии, за да прашаат зошто после месеци чекање добиле негативно мислење за нивните плати. Освен да им се исплати изработениот труд, тие бараат решение за постојано вработување. Која е логиката? Работиме у здравство, а немаме здравство. Ако немаме решение, немаме здравство. Значи, на сите нас ние решение за да добиеме. Затоа идеме на работа. Имаме тука колишки што 8 години работат. И секоја година истата песна. И порано се случило вака да има недостиг на средства. На 1 јануари, февруари, знаеш. Така, ама се средило, на крај сме земали, на 3-4 месец сме земали за сите месеци. Али ова више е претеризам, више сме у 6 месец влезени. И по средбата во Министерството велат дека останале без конкретни одговори и не знаат што ќе се случува со нив во иднина. Средства нема и толку. Некој вика дека имало нешто проблем, не листата поднесена добро. Не знам што е проблемот. Немаме никаков одговор конкретен. Директорот на клиниката, доктор Реджеп Мемеди, за Канал 5 вели дека без овие 50 на луѓе болницата не може да функционира и вели дека барањето било пратено навреме до Министерството за финансии уште во декември лани. Станува збор за помошен медицински персонал, за кој како што секогаш правиме. Од декември праќаме барање, ама овој пат одговорот патуваше 5 месеци. Ние сме терцијарна установа за најкомплексно ниво на медицинска заштита, последна станица за третман и немаме каде да ги пратиме децата на лекување, како што се случува во внатрешноста. Од други болници ќе ги пратат децата кај нас во Скопје, а ние ако сме без кадар, каде да ги препраќаме?
Канал 5 се обрати до Министерството за финансии, но таму нема конкретен одговор зошто дале негативно мислење. Само кусони одговорија дека ги сослушале барањата и постапиле согласно законот за буџет. Од Министерството за здравство пак не кажаа зошто досега не им е решен статусот на договорците од детска, но потврдуваат дека барањата до финансии се процесуирани од нивна страна и биле пратени на време. Скопскиот градоначалник Корце Ѓоргиевски најави дека наскоро градот Скопје ќе набави нови камиони за собирање отпад, како и нови контейнери. Заедно со министерот за транспорт Александар Николовски објавија дека со помош на Светската банка ќе се набавува механизација за подобрување на хигиената и во другите општини. Маја Становска со деталите. Македонските општини ќе добијат 49 нови возила за подобрување на состојбата со хигиената во вредност од 4,2 милиони евра, а со поддршка на Светската банка. Вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски објасни дека станува збор за 19 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена, 9 специјализирани камиони и 21 машина за чистење улици. Тој најави и нови разговори со мисијата на Светската банка за идни проекти. Од овие возила, околу 40 ќе бидат наменети за градот Скопје, а како што посочи градоначалникот Орце Ѓоргиевски, градот дополнително ќе обезбеди уште 4 нови возила, како и 2 претоварни станици кои ќе бидат поставени во Ѓорче Петров и Газибаба, со што очекува значително подобрување на ефикасноста во транспортот и собирањето на отпадот. Ова е, како што кажав, најголем инвестициски циклус во општините, ќе продолжиме во следниот период. Веќе разговараме со Светска банка, следна нела нивната мисија е тука за нови проекти кои што ќе бидат во насока на подобрување на состојбата во општините. Очекуваме близу 40 возила за градот Скопје. Од оваа набавка, кога влевовме во градот Скопје, пред само 6 месеци затекнавме состојба на 16 возила. Во моментов има од 50 до 60 возила на дневна основа кои што се занимаваат со одлагање на смет. Проблемот е, јас тоа секогаш го истакнувам, што најголем дел од возилата се стари. Дополнително според најавите на Ѓоргиевски, за околу 1 месец во Скопје треба да пристигнат 2600 нови контейнери. Градоначалникот посочи дека во меѓувреме биле надминати дел од финансиските проблеми во јавното претпријатие Комунална хигиена, меѓу кои неисплатени плати и високи трошоци за работење во претпријатието. На многу од микролокациите во главниот град знаете дека недостасуваат контейнери, со години се непроменети контейнерите, така да и тој проблем го решаваме и сметам дека од септември месец повеќе темата со отпадот нема да биде во јавноста на начин третирана како што беше досега. Николовски кажа и дека во рамки на проектот за локални патишта, а со поддршка од Светската банка и ЗЕЛС, од јуни 2024 до 2026 година се склучени договори во вредност од 25,3 милиони евра, при што се реконструирани 96 улици во 72 општини низ државата, а во тек е реконструкција на уште 31 километар патишта. Ѓоргиевски пак најави дека во наредниот период ќе се инвестира и во развојот на велосипедската инфраструктура и пешачките патеки. А дали има конкретен план како главниот град да го реши проблемот со бездомните куќиња? Овој проблем кој што постои со години како да ескалираше во последниот период, а граѓаните често се жалат дека се нападнати. Скопје е еден од ретките, ако не и единствениот град во Европа со толку голем број бездомни животни кои оставаат многу лоша слика за нас. Елизавета Дамјановска, Спасеновска. Плоштадот Македонија е една од локациите каде што граѓаните секојдневно се сретнуваат со уличните куќиња. И додека едни бараат хуман третман и нивно згрижување, други пак стравуваат за својата безбедност. Додека пак, од друга страна, надлежните уверуваат дека работат на решавање на овој децениски проблем. Проблемот со уличните куќиња не може да се реши на брзина и потребни ќе бидат околу 2 години за конечно куќињата да се тргнат од улиците, рече денеска директорот на јавното претпријатие Лајка Воислав Димитровски. Тој нагласи дека имаат стратегија како на хуман начин да се справат со бездомните куќиња и веќе имаат набавено опрема за заловување на проблематичните куќиња, за кои граѓаните често пријавуваат, но повика и на одговорност кај граѓаните да не продуцираат легла кои потоа ќе ги остават на улица. Не е дека ние за 2 месеци ќе немаме куќиња на улица, што на таков начин не може на хуман начин да се третира проблемот. Навистина за година, година и пол до 2 ние веќе граѓаните треба да ја заборавиме оваа тема и навистина се насочиме можеби кон други теми. Поминатата година се третирале во рамките на градот Скопје 1000 куќиња.
А за оваа година имаме таргет да завршиме со 2000 до 2200 куќиња третирани. За таа намена денеска на презентацијата ќе презентираме, ќе го искористиме еден модел кој што се користи во Сараево, кој што се користи во Битола, ќе го имплементираме и тука во Скопје, односно ќе ги вклучиме сите расположливи ветеринарни друштва кои што сакаат да бидат вклучени во системот, така што покрај лајка и приватните ветеринарни друштва паралелно да го работат на таков начин да го зголемиме капацитетот. Директорката на прифатилиштето за бездомни животни од Загреб, Татјана Заес, денеска го представи искуството од Хрватска. Таа напомена дека во хрватската метропола не можат да се видат улични куќиња, бидејќи казните за собствениците кои нема да ги чипираат или на оние кои ќе ги напуштат се високи. Uglavnom ne ostavljaju zato što psi moraju biti označeni mikročipom, a i imamo prilično dobar sustav kad i saznamo od ko je ostavio psa na ulici, taj plaća stvarno visoke kazne. Tako se da građani ne bave ostavljanjem životinja i svi znaju da je to preopasno za sve ostale, tako da taj sustav rješavate isključivo zakonodavstvom, sve mu kreće, svaka inicijativa kreće gore negdje od politike, to znači da mi svi smo servis građanima. Професорот од ветеринарниот факултет Владко Илиевски предупреди дека сите домашни куќиња кои во моментов не се чипирани би можеле во било кој момент да станат улични, бидејќи не се регистрирани, и ако случајно го напуштат живеалиштето, веќе се во сопственост на градот. Јана Јосифовска во продолжение ја продолжува дебатата со нејзините соговорници во Само вистина. Пријатна вечер.